Минатата седмица не беше толку летаргична во однос на таа пред неа. Во само 2 дена најавени се 2 нови модели и дојдоа дојави за уште 3 кои ќе настапат на автомобилската сцена годинава. Електрификацијата на големо се спроведува во сите марки, а веста која ни доаѓа од Санта Агата ди Болонјезе на сите љубители на перформансите им ја разбуди имагинацијата. Ламборгини со помош на хибридниот погон во новиот модел по повод 60 годишнината од постоењето на марката ќе испорачува 1015 коњи. Најомилениот караван доаѓа од таборот на Шкода. Октавија полни 25 години и бележи 4 генерации. Големите тркала на големо се предаваат на зелените технологии, па во нив покрај батериите има место и за водородните горивни келии. Ке се осврнеме и на статистиките што покажуваат интересни податоци, особено од водечките осигурителни компании. Ви посакувам топло добре дојде во нашата нова премиера. Ке стане ли австралиската полиција прва во светот која за бркање на криминалците ќе користи летечки автомобили? Така се надева компанијата Pegasus која представи концепт на возило кое на пат се вози како автомобил, а во воздух лета како хеликоптер. Основана пред скоро деценија и пол, оваа австралиска фирма ентузијастички работи на својот проект за летечки автомобил. Задвижуван од мотор со 160 конски сили, тој на пат може да постигне 120, а во воздух 160 км на час. Се трансформира за само 3 секунди, а со еден резервоар гориво може да лета 3 часа до височини од 1800 метри. Недостаток му е малата носивост од само 100 кг, а цената не е позната. За потребите на еден норвешки каменолом, Scania го испорача најтешкиот електричен камион. Тој со својата вкупна тежина од 66 тони ќе има задача до блиското пристаниште годишно да транспортира околу 120.000 тони варовник. Пресметките велат дека со неговата употреба ќе бидат заштедени 60 тони дизел, а во атмосферата ќе бидат испуштени 156 тони јаглерод диоксид помалку. Камионот со електромотор од 600 конски сили и батерии со капацитет од 300 киловат-часа е дел од пилот програмата на Scania за соработка со избрани клиенти на решенија за електричен транспорт прилагодени на нивните потреби. Упорноста на Илон Маск ја донесе Тесла меѓу најголемите светски производители на возила. Од 2008-та, кога започна со работа, компанијата досега има продадено точно 4 милиони возила. Но позначено е тоа што ако за првиот милион требаат 12 години, за последниот беа доволни само 7 месеци. Моменталните капацитети на Тесла изнесуваат 1,7 милиони возила годишно распоредени во 4 гигафабрики во Невада, Тексас, Берлин и Шангај. Плановите за блиската иднина предвидуваат изградба на уште една во Мексико, блиску до границата со Соединетите Американски држави. Во моментов се комплетираат дозволите за градба, а производството се очекува да започне идната година. За неа се предвидени инвестиции од дури 5 милиарди долари, а капацитетот засега не е познат. Но Маск нема да запре тука. Тој има цел до 2030 година Тесла да произведува по 20 милиони возила годишно,
годишно, за што ќе му требаат уште најмалку 7-8 големи гигафабрики. Најавата дека новата генерација на Mitsubishi Outlander пристига во Европа следната година покажува дека работите во алијансата Renault-Nissan-Mitsubishi се одвиваат според нов распоред на обврските. Иако Mitsubishi е најниско рангиран според продажбата во групацијата во Европа, сепак ќе има шанса тоа да го смени. Во фокус се Соединетите Американски држави, каде јапонците подобро се котираат и на тамошниот пазар веќе се продава моделот што в година ќе се појави на стариот континент. Новото спортско корисно возило од сегментот D во Америка има погон на сите тркала, а во Европа ќе доаѓа во изведба со приклучен хибрид. Во изминатите 20 години Outlander забележа продажба од над половина милион возила, а верзијата плагин хибрид веќе од 200.000 единици од 2013 година. Колку се слични Outlander и новиот Espace од партнерот Renault, наскоро ќе стане очигледно кога французите официјално ќе го представат моноволуменецот што мутира во спортско корисно возило. Воедно Mitsubishi најави годинава во понудата дека ќе го врати Colt, кој е базиран на Renault Clio. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Што заедничко имаат Hyundai и Ford? Технички ништо, но во Македонија се под ист покрив. Тоа значи дека е реално да ги очекуваме годинава премиерите на Ford Puma ST и Hyundai Kona Electric, двата модели најавени за втората половина на годинава. Не поминаа ниту 2 недели од донесувањето на забраната за продажба за мотори со внатрешно согорување во Европската Унија од 2035-та, а веќе реакциите се толку остри што најверојатно оваа одредба ќе биде ревидирана.
Да се одржуваше салонот на автомобилите во Женева, новата електрична Кона сигурно ќе беше една од звездите. Нејзината прва генерација постигна завиден успех кој корејците го очекуваат и оваа заради што во се ја подобрија. Всушност ја направија наново од нула, така што освен името нема ништо заедничко со својот претходник. Во должина порасна за добри 15 см, со што се приближи до компактниот сегмент. Дизајнот отиде 2 чекара напред и Кона сега има уникатен и атрактивен изглед кој ја издвојува од останатите модели на Hyundai. Предниот дел е украсен со беспрекорно поврзани тенки LED ленти, а светлата се интегрирани во дизајнот на крилата. И задниот дел има слични хоризонтални ленти и светла визуелно интегрирани во крилата, дополнети со точкасти светлосни елементи сместени на браникот. На почетокот ќе бидат понудени две изведби на Кона Електрик. Стандардната има електромотор кој дава максимални 156 конски сили и батерии кои обезбедуваат автономија до 340 км. Втората верзија комбинира мотор засилен на 218 коњи со поголеми батерии доволни за 490 км. Погонот е само на предните тркала, иако се зборуваше дека се подготвува и верзија со погон на сите 4. Една од поголемите новости е и начинот на возење со една педала, за кој во Hyundai веруваат дека прилично ќе им се допадне на купувачите. Внатрешноста е богато опремена и доаѓа со дигитална инструмент табла од 12,3 инчи, колку што ќе има и централниот екран. Како опција се нуди head-up дисплеј кој, проектирајќи ги информациите на ветробранското стакло, остава визуелен впечаток како уште еден екран. Цената на новата генерација на Кона засега не е позната. Во продажба ќе се најде во втората половина од годината, а купувачите ќе можат да бираат меѓу 19 бои на каросеријата. Интересно до безсвест, така може најкратко да се опише новата верзија на Puma ST, која Ford ја опреми со благ хибрид со 170 коњи и 7-степен автоматизиран менувач со 2 спојки. Значајно е што оваа моќност моторот на малиот кросовер ја извлекува од само 1 литар зафатнина, чии 3 цилиндри се облагородени со EcoBoost технологијата. Во споредба со досега најсилната Puma, која располагаше со 15 конски сили помалку, новата верзија има 48 волтен стартер генератор задвижуван со каиш кој побрзо ја надополнува батеријата. Таа овозможува подолг период на зголемувањето на силата кој го дава електромоторот, со што до 100 км на час стигнува за кратки 7,4 секунди. При тоа просечната потрошувачка е задржана на 6,3 литри на 100 км, а емисиите на јаглеродиоксид на 144 грама на километар. Од другите технички измени вреди да се спомене ревидираниот систем за управување и унапреденото ослонување со подсврсти стабилизатори, додека за безбедноста се грижат поголемите сопирачки дискови напред. Естетиката е подобрена со измените на аеродинамичните елементи и новите 19-инчни тркала. Цената се уште не е позната, а како и другите верзии ќе се произведува во фабриката на Ford во Романија. Ќе повлечат ли европските политичари рачна кочница за целосната електрификација што ја зацртаат за 2035-та? Патот до неа е поплочен со бројни препреки и сега веќе официјалните забелешки на земјите членки добиваат се поголема потпора. Тоа го подкрепува и едно од истражувањата спроведени меѓу стручњаците од автоиндустријата. Резултатите од него кажуваат дека 59% од нив сметаат дека целите за целосна транзиција кон електричните возила се недостижни во временска рамка што ја одредија европските законодавачи. Како причина се наведуваат предизвиците со кои автомобилската индустрија ќе се соочи. Пред се прилагодување на синџирите на набавка, високите потреби на капитал
капитални вложувања и недостаток на суровини. Најголема пречка сепак ќе бидат слабите капацитети и разгранетоста на инфраструктурата за полнење, кои 26% од испитаниците ги наведоа како примарен проблем. Дури 17% сугерираат дека цените на возилата ќе останат превисоки, со што купувачите место за нови електрични ќе се одлучуваат за половни автомобили со класични мотори. Од вкупно 600 анкетирани стручњаци кои работат за производителите на возила и за добавувачите на компоненти, само 11% веруваат дека Европа ќе успее во своите намери за целосна електрификација до 2035 година. Останатите пак сметаат дека 2040 би бил пореален термин. Не се знае како ќе заврши приказката со електрифицирањето на возниот парк во Европската Унија, но реакциите од земјите членки наговестуваат дека таа ќе биде одложена. Осигурителните компании со цел да ги сочуваат своите профити ги препознаваат лошите возачи, но нив ги класифицираат според возилата што ги возат. Можеби веста што следи ќе ви изненади, ама статистиката во Велика Британија тврди дека најризични се возачите на премиум марки. Возачи недостасува за камионите, па групацијата Stellantis понуди преквалификација на своите работници од составувачи на возила да станат возачи на камиони. Honda отиде подалеку и ја представи втората генерација на автономни доставувачи во индустријата. Проценката за тоа кој е лош, а кој добар возач е чисто субјективна. Сите ние си имаме собствено мислење за тоа, но британските осигурителни компании го поставија прашањето малку поинаку. Именно тие со анализата на бројот на возачите кои добиле казна или предизвикале сообраќајна незгода, дојдоа до заклучок дека најлоши се оние кои возат германски автомобили. Според нивната студија, на врвот на листата се сопствениците на BMW од серијата 4, а не многу подобри се и оние кои имаат Audi A5 и Mercedes C класа. Всушност, меѓу најлошите 10, дури 8 возачи поседуваат автомобил од овие 3 марки, најмногу на Mercedes. Од останатите производители на 5-то место е Jaguar со XF, а на 9-то Range Rover. Многу слична е и статистиката за висината на поборувањата што возачите ги имаат од други лица кои им нанеле штета на нивните автомобили. Сепак наведуваат дека такво нешто е и очекувано заради моќноста и цената на возилата, што го подкрепуваат со дното на листата на кое се наоѓаат исклучиво мали градски автомобили, главно од А сегментот. Неодамна објавените резултати од работењето на Stellantis ја изненадија јавноста, но не и познавачите на индустријата. Тие се согласни дека во волку успешни бројки компанијата има стигнато со систематично и сеопфатно работење, придружено со добро планирање. Пример за тоа се и активностите за преквалификување на работната сила таму каде што е потребна. Имено во последните години низ Европа се јавува недостаток на возачи на камиони, заради што новите автомобили не можат навреме да бидат испорачани. Истовремено, заради намаленото производство на голем број луѓе, работните места им се доведени под знак прашање. Stellantis тоа го реши со стимулирање на работниците да бидат преквалификувани во возачи на камиони. Според интерни информации, досега за оваа промена се имаат решено околу 140 работници. Бројката е скромна, но ќе дојде до нејзино зголемување бидејќи Stellantis планира да набави сопствени камиони, со што ќе ја намали зависноста од логистичките компании.
Honda ја представи третата генерација на своето автономно работно возило. Наменето претежно за градежниците, тоа сега е побрзо, попаметно и попрактично. Има должина од 3 метри, а просторот за товар собира 2 палети, а носивоста од 900 килограми е повеќе од двојно поголема од претходната генерација. Погонот е електричен, а батеријата има капацитет за поминување 45 км со максимален товар. Движењето е целосно автономно со брзина до 16 км на час, а системот за откривање пречки значително е унапреден. Низата сензори вклучуваат радар, лидар камери и GPS навигација прилагодена за работа во области со слаб сателитски сигнал. Од Honda велат дека ваквите возила значително ја подобруваат ефикасноста во работењето и го ублажуваат недостигот на работна сила. Се зголемува и безбедноста на градилиштата, а се штити и човековата околина. Даноците и царините се во функција на заштита на домашното производство. Турција го покажува на свој начин, воведувајќи дури 40% царина за сите електрични возила што се произведени во Кина, со цел да ја стимулира продажбата на својот електричен бренд TOG. Завршува зимата, а веќе се најавуваат идните зимски пневматици. Тие ќе бидат одлични, но ако има зима в година. На тоа се надева Nokian, специјалистот за таков вид пневматици, кој ја подготви својата Snowproof 2 за следната зима. Кој ќе биде новиот светски автомобил на годината ќе да знаеме набргу на закажаниот њујоршки мотор шоу, а до тогаш ќе го прославуваме 25-тиот роден ден на Шкода Октавија комби. Владата на Турција ќе воведе дополнителни 40% царина за електричните возила произведени во Кина. Минатата година пазарот на електрични возила во Турција тројно се зголеми и забележана е регистрација на 7733 такви возила. Ова делумно се должи на пониските даночни стапки за електричните автомобили во однос на автомобилите со мотори со согорување. Статистиката покажа дека електричните возила сега сочинуваат над 1% од пазарот на патнички автомобили во Турција. Оваа одлука дојде веднаш по објавувањето на соработка на турскиот дистрибутер на возила ALJ Туркија за застапување на кинескиот Gyeonggi, втор по големина производител на електрични возила во светот. Како што е познато, ALJ Туркија ќе продава на турскиот пазар патнички и лесни комерцијални возила од кинескиот гигант. Но оваа одлука не се однесува само за возилата произведени од Gyeonggi, туку за сите електрични возила што се произведуваат во Кина, вклучувајќи ги и оние на Polestar, BMW, Mercedes и останатите. Турската влада се надева дека зголемувањето на давачките на електричните возила од кинеско производство ќе потикне повеќе локални жители да ги купат домашно произведените електрични возила на TOG. Ке го повториле Hyundai ланскиот успех и ке освоили уште еднаш титулата светски автомобил на годината, овој пат со Ioniq 6. Во тоа, конкуренција ке има од сопствените редови, бидејќи и Kia Niro е еден од финалистите, додека третиот, малку изненадувачки, е BMW X1. Жирито составено од скоро 100 автомобилски новинари од 31 земја од целиот свет, резултатите од своето гласење ке ги објави на почетокот на идниот месец на салонот на автомобилите во Њујорк. Освен главната, ќе се додела титули и за електричен, луксузен, перформансен и урбан автомобил, како и за дизајн на годината. Претходно беше објавено дека за човек на годината е избран Sang-Yup Lee, главниот дизајнер на Hyundai и Genesis. Во меѓувреме, дамите за женски автомобил на годината го избраа токму Kia Niro. За титулата одлучуваа 63 представнички од 46 земји кои не го криеа
своето воодушевување од новата генерација на корејскиот кросовер. Тие сепак нагласија дека немале лесна работа заради високото ниво на квалитетот на кандидатите, наведувајќи дека секој од финалистите имал доволно заслуги за освојување на победата. Најмногу поени сепак освои Kia Niro заради комплексноста на пакетот со различните погонски опции, модерниот дизајн, удобноста, едноставноста во користењето и пристојната цена. Откако се договори со Рено за балансирање на влијанието во Алијансата, Нисан ги зголеми своите планови за периодот до крајот на деценијава. Така, место претходно најавените 23 нови електрифицирани модели ќе бидат представени 27, од кои 19 ќе бидат со нулти емисии. Новите стратешки цели се одговор на промените во потребите на купувачите. Се проценува дека до 2030 година 55% од нив на глобално ниво ќе се одлучат за електричен автомобил, но коригирањето на целите не е исто на сите пазари. Во Америка тие останаа исти, за Европа и Јапонија амбициите се зголемија, а за Кина пак се намалија. Поголем дел од идните електрични модели, барем оние планирани за представувањето во наредните неколку години, ќе имаат платформата од Арија. Се зборува дека од следната генерација и Лив ќе стане кросовер, а наследникот на Микра ќе биде блиску поврзан со новиот Рено 5. За понатамошната иднина најавен е нов пристап кон електричните технологии. Според него, погонските склопови ќе имаат модуларна конструкција, што ќе ги направи полесни, поефикасни и за 30% поевтини за развој. Ваквите решенија ќе овозможат и заедничко производство на различни системи на една иста линија. Ќе бидат намалени и бучавата и вибрациите, а новоразвиените електромотори ќе користат помалку од скапите ретки метали и суровини. Зимата веќе поминува, а Nokian се подготвува за наредната. Финската компанија представи нови зимски пневматици прилагодени на централноевропските временски прилики. Со ознака Snowproof 2, тие се наменети за широка палета автомобили и кросовери и покриваат голем број димензии. Нивната најважна особина е одличната безбедност во сите услови, бидејќи нудат добра контрола и на возачите им даваат чувство на предвидливост. Дезенот и смесата на газечкиот слој се единствена комбинација која нуди добро лежење и стабилност на сув и кашест снег, како и на замрзнат коловоз. Тоа е условено со различните варијации на зимата во земјите за кои овие пневматици се наменети. Долгогодишните истражувања и тестирања што ги спроведува Nokian ги направија финските инженери добри познавачи на зимата. При создавањето на Snowproof 2, тие имаат употребено бројни иновативни решенија. Продажбата на новите пневматици ќе започне од есенва. Во време кога караваните изумираат, најпопуларниот меѓу нив слави четврт век постоење. Шкода Октавија во оваа изведба беше представена 2 години после лимузинската и во многу што ги надмина мерилата на компактната класа каде припаѓа. Огромниот багажник, раскошниот интериер и неспоредливата практичност придонесоа за успехот караванската верзија во вкупната продажба на моделот да учествува со повеќе од 30%, а во некои години и преку 40%. Со текот на годините популарноста се зголемуваше и сега во својата четврта генерација Октавија се нуди со низа погонски верзии кои вклучуваат и плагин хибрид. Традиционалните вредности како што се одличниот сооднос на цената и можностите ја задржаа на врвот на листата најбарани семејни автомобили, за што сведочи и бројката од вкупно продадени 2,8 милиони за 25 години постоење.
Годинава Lamborghini го прославува своето 60-годишно постоење со хибриден суперспортски автомобил. Тоа го најави со објавувањето на првите технички детали за проектот LB744, кој ќе стане реалност набрзо. Развиена е целосно нова архитектура со нов погон кој испорачува повеќе од 1000 коњи. Атмосферскиот 6,5-литарски V12 мотор поставен во средината е надополнет со 3 електрични мотори, од кои едниот е интегриран во новиот менувач со двојна спојка со 8 степени на пренос. Новиот V12 испорачува 825 конски сили и 725 ньютон-метри на задната оска, а на секое од предните тркала има по еден електромотор силен 110 киловати. Двата електрични мотори напред, освен што обезбедуваат сила на предните тркала, тие имаат и функција за векторирање на вртежниот момент, оптимизирање на динамиката на возењето и враќање на енергијата произведена при сопирање. Така е обезбеден погон на сите тркала, преку кои се пренесуваат вкупно 1015 коњи на асфалтот. Кога е во електричен режим, LB744 е со погон на предните тркала само за да се оптимизира потрошувачката на енергија, додека електричниот погон до задната оска се активира по потреба. По овие сочни податоци, со нетрпение се очекува да се види како оваа техника ќе биде спакувана. Светот е сцена на која секој ја игра својата улога. Тоа го рече Шекспир пред неколку векови. Lamborghini сака да ја превземе главната улога во светот на ултраспортските автомобили и тоа со помош на електрификацијата и својот V12 мотор. Дали тоа ќе се случи, ќе покаже времето. Ние сме тука тоа да го евидентираме. Благодарам на вниманието и до гледање до следната сабота.